Може. Господин Митев, почнавте со изградба на нов капацитет, ќе може ли накратко да ни кажете за каков капацитет ќе станува збор? Изградбата почна денеска со надеж за подобра иднина на сите наши следни генерации. Моментално ние сме тука. Овој денешен нов почеток е една голема среќа за сите нас. Како што знаете, почетокот е среќа. Да се надеваме дека во иднина, во овие наши тешки времиња, како што сите знаеме во Република Македонија, ние одлучивме да направиме нова фабрика, што Гроз Струмица ја заслужува после толку многу години, имајќи во обзир дека брендот Струмичка мастика, Струмка и така натаму, другите брендови, да не ги набројувам во моментот, се многу познати како домашни производи кои обстојуваат веќе скоро 70 години. Така да нашата одлука да ја направиме ова инвестиција скоро 3 милиони евра е во оваа време развој кој што тој развој многу луѓе се прашуваат зошто баш сега инвестирате. Ние тоа го правиме затоа што инвестицијата во било која фирма, во било кој поединец е единствен начин како да опстане. Значи, развојот е единствен начин како да се опстане во една фирма. Така, колку метри квадратни ќе биде погонот, што ќе се произведува тука, дали ќе има и отварање на нови? Значи, купивме две нови линии, едната линија е за вода, негазирана вода, а другата линија е по-комплексна и по-голема, која што ќе произведува Струмка и другите наши газирани производи. Истовремено ќе биде можност да произведува и ледени чаеви и од палетата од овие производи. За колку време очекуваме да се напиеме од новата вода или од новиот леден чај? Да, видите, овие припреми траат веќе подолго време. Ние денеска само го обележуваме денот. Иначе тоа трае подолго, а мислам дека пред Нова година, некаде на 1 декември, ние треба да почнеме со производство во оваа нова фабрика. Дали проширување на работни места, дали планирате? Апсолутно. Со таква огромна фабрика, за наши услови огромно, не зборувам за некои, не знам, европски држави кои имаат огромни фабрики, но за Македонија е сосем окей. Ќе ни требаат млади луѓе кои што сакаат и ја гледаат иднината во Република Македонија, наместо да гледаат како да ни избегаат младите луѓе, ние ќе пробаме на било кој начин нив да ги задржиме. Но се разбира луѓе кои што знаат, кои што ќе си ја сакаат својата работа и ќе обстојуваат и ќе заработуваат овде во Република Македонија, а со нивната заработка и ние и тие да бидат среќни. Уште едно прашање, директоре, каде се наоѓа палетата и каде вршите извоз од досегашната палета на производи на Гроз Струмица и тешко се освојуваат тие европски пазари со мастиката, со Струмка и со оние безалкохолни пијалоци, па и вината што ги има Гроз? Да почнеме прво од мастиката. Мастиката како бренд во Република Македонија е најпознатиот бренд во Република Македонија. Не постои друг бренд во Република Македонија попознат од струмичката мастика. Ако вие знаете новинарите, кажете ми еден. Значи, коњак не е наш бренд. Водка не е. Струмичка мастика, да. Гроз Струмица е фирма која што обстојува веќе 70 години и е гордост на сите наши струмичани, на нашиот град и на Република Македонија. Струмката како производ се продава и на швајцарскиот пазар, и тоа во огромни маркети, познати маркети како се Коп, Денер, во Австралија, во Америка, незначителни количини, али сме присутни, Италија и така натаму. Но главната поента со изградбата на оваа фабрика е токму тоа да ние го обслужуваме странскиот пазар. Во Македонија знаете колку малку луѓе останавме. Многу малку потрошувачи имаме, а голема е конкуренцијата. Нашата цел со оваа фабрика е токму Гроз и Струмката и мастиката да бидат ориентирани према Европа. Само да ни кажеш како се иде на водата? Така е, Ева,